Саботно издание на вестите во 12:30. Добар ден, еве што ќе гледате. Објавен е повик за заинтересираните за снабдување со дрва за огрев од јавното предпријатие Македонски шуми. Огласот за граѓаните е отворен до средината на март, а за компаниите до крајот на март 2016-та. Нови 21 хектар земјоделско земјиште во Блатец, Пеклани и Стибања стои на располагање на земјоделците во Виничко. Огласот е во тек, а условите за закуп се исти како и во претходните огласи. Во зоопаркот во Штип поставена е новогодишна елка од пластичен отпад. Селектирањето на комуналниот отпад во Штип бележи напредок. Успешно функционира Центарот за селекција на пластичниот отпад. Јавното предпријатие Македонски шуми од следната година ќе продава дрва преку јавен повик. Повикот ќе важи за купопродажба на техничко и огревно дрво. За да купат огредни дрва, складовите ќе треба барањето да го достават до 31 март во подружниците на Македонски шуми. Физичките лица пак тоа ќе може да го сторат до средината на март. По истекот на роковите, барања нема да се примаат. Оваа година испораката на дрва до купувачите се случуваше да доцне од 2 до 3 месеци. Новите мерки се со цел да се искорени оваа појава, за да не се повтори овогодишната криза во снабдувањето со огревно дрво. Цените на дрвата во наредната година нема да се менуваат, што значи 2370 денари за кубик буково, а 2450 за дабово дрво. За 2016 година Македонски шуми планираат да обезбедат околу 600.000 метри кубни дрва. Сакаме граѓаните да ги информираме за да навреме бидат спремни и тие и ние и за да ги немаме да не ни се повторуваат проблемите кои што особено во 2015 година не следе. Секој еден правен субјект кој што ќе аплицира, ги поднесе апликација, задолжително треба да достави и изјава заверена на нотар, со која изјава ќе се обврзи дека она дрвна маса која ќе купат од Македонски шуми нема да ја продават, значи за огревно дрво зборувам, повисоко од цена од 2900 денари за буково дрво и 3000 денари за дабово дрво. Православните христијани го одбележаат денот посветен на светецот Спиридон, заштитникот на занајчиите, поточно чевларите. Во Штип, како град на чевларството, се забележува појава на млади кои се заинтересирани да се занимаваат со овој занает, користејќи грантови од Европска унија. Имаме и еден проект со UNDP и со Агенцијата за вработување, каде ги обучуваат младите занајчи и им даваат по еден гратис така за почеток, за отварање на своја работилница. Има ли заинтересираност за овој проект? Заинтересираност е многу голема, бидејќи овој проект не само што и нуди вработување, туку ги стимулира, им дава негде околу 3000 евра во материјали. За старите штипски чевлари овој ден е од големо значење. Еден од нив кој со чевларство се занимава 35 години, истакна дека во минатото имале подобри услови за работа, а во изминативе неколку години со увозот на кинеска роба, занаетот значително го изгубил приматот. Понапредните ситуации и услови беа подобри за работа на занаетчиството, помоеше нешто да се заработи. Мада имаше многу чевлари, сега останаме само 3-4, ја колку што ги знам. Ако прво немаш дарба, не можеш да го работиш занаат, колку и да сакаш да го работиш. Ако имаш дарба и ако имаш желба, волја, ќе се научиш и занаато не е лесен. Ние понапред го викаваме крпачница. Отиво е фактички крпеме скинати кондури вам. По-тешко е да изработиш една скината кондура, него ли да изработиш една нова кондура. Сепак, 250 члена на регионалната стопанска комора на занајчиите, која ги опфаќа општините Штип, Карбинци, Свети Николе и Пробиштип, ќе ги уживаат поволностите од новиот закон за занајчиство. Во новиот закон конкретно се намалени глобите, има глоби за сивата економија, која многу пречи на занајчиите, бидејќи тие не можат да се развиват со сивата економија. Свети Спиридон е христијански светец, роден на островот Кипар во времето на Константин Велики. Во младоста се оженил и имал деца. По смртта на неговата сопруга, остатокот од својот живот го посветил на Бог.
бил епископ на кипарскиот град Тримитунд. Според православната традиција, тој бил облечен толку просто што кога еднаш поканет од императорот сакал да влезе во царскиот дворец, војникот, мислејќи дека е некој просјак, му удрил в шлаканица. Кроткиот и незлоблив Спиридон му го завртел и другиот образ. Починал во 348 година, а неговите мошти се наоѓаат на островот Крв. Нови 21 хектар земјоделско земјиште во Блатец, Пеклани и Стибања стои на располагање на земјоделците во Виничко. Огласот е во тека, условите остануваат исти како и претходните огласи со кои Виница има 443 хектари државно земјиште на долготраен закуп. Овој оглас може да конкурираат физички и правни лица, како и странски правни лица кои имаат подружници регистрирано на територија на Република Македонија. Огласот е од општ карактер, што значи дека може да се пријават земјоделци кои што ќе конкурираат за различни намени, значи за одгледување на земјоделски култури, тоа е за 15 години, за подигање на долгогодишни насади, лозови и овошни насади со време трајање од 30 години, за подигање на рибници од спортско-рекреативен карактер и така натаму. Значи огласот е, како што реков, од општ карактер и ќе биде по пат на електронско надавање, односно со аукција. Аукцијски ќе се утврдува цената, така да понудената, значи највисока цена ќе биде одлучувачка при изборот на понудите. Земјиштето не е од А класа, но може да биде поволно за одгледување житарици и друг вид култури, а во подрачната единица деновиве 34 закупци на државно земјиште од претходно потпишаа договори за легализација на своите насади. Од Виница имаме 34 понудувачи, сега значи на 34 понудувачи ќе бидат склучени договори со време трајање од 30 години, значи тоа е долгорочен закуп за долгогодишни лозови и овошни насади. Површината е некаде околу 9 хектари на земјоделска површина. Со ова се обезбедува на некој начин да се стават луѓето во законска рамка, да можат овие лозови и овошни насади да си ги пријават воедно за субвенции, да имаат договори склучени по кои договорите имаат обврска да плаќаат према државата годишна закупнина, така да се излева во пресет на 34 лица на кои ќе бидат склучени договори. После завршувањето на постапката, значи за склучување на договори, ќе ги воведеме во владение овие 34 лица, ќе ги регистрираме во системот за единствениот регистар на земјоделски стопанства, со можност после тоа истите значи лозови и овошни насади да се ги пријавуваат и за субвенции, со тоа ќе го остварат и правото на финансиска поддршка согласно програмата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за 2016 година. Инаку, според најавите од Подрачното министерство, до крајот на годината треба да се исплатат субвенциите за пољоделско производство, фуражни култури и житарица. Зоопаркот во Штип во духот на предстојните празнувања се закити со новогодишна елка изработена од пластични шишиња. Освен декоративен, елката од пластичен отпад треба да има и едукативен ефект врз граѓаните за значењето на потребата од селектирање на отпадот. Селекцијата на отпадот е законска обврска за општините. Ние како јавно предпријатие секој пат сме укажували на граѓаните на град Штип дека многу е важно да се селектира отпадот, органскиот отпад посебно, пластика посебно, лименки посебно, се со цел за да имаме почист град, а и самите закони се такви за да влезна Македонија во Европската унија мора секоја општина да се прилагоди за рециклирање на отпад. Ние веќе 6 месеци го рециклираме отпадот. Работната единица за селекција на отпадот во Штип работи рентабилно. Градот поефикасно се чисти од пластичниот отпад, а на јавното предпријатие тоа му носи и добивка. Фабриката за селекција и пакување на отпад се погоди како добар проект во оваа година. Добро работиме. Имаме направено скоро 1 милион денари за пола година. Мислам дека супер функционираме. Оригиналната новогодишна елка е причина повеќе за посета на зоопаркот деновиве во Штип, кој напролет е во план да се докомплетира со долго очекуваните мајмуни.
Во рудник во источната кинеска провинција Шандонг од вчера се затрупани рудари, од кои до денес спасувачките екипи успеаја да извлечат 11. Според кинеските медиуми во рудникот се заглавени уште 18 рудари. Спасувачите информираа дека го лоцирале местото на кое се наоѓаат рударите, но операцијата за нивно извлекување е отежната поради честите одрони во рудникот предизвикани од неколкуте свлечишта во регионот. Во текот на вчерашниот ден од рудникот биле извлечени 10 рудари, 11-тиот бил спасен из утринава. Во рударски несреќи во Кина годинава загинаа 931 лице, што е значително помалку во споредба со 2002 година, кога животите ги загубија 7000 рудари. Кинеските рудници важат за најнебезбедни во светот, но последните години беа воведени засилени мерки за безбедност при работа, што резултираше со намалување на бројот на жртвите при рударските несреќи. Повеќе од 120 домови се целосно изгорени за време на Божик во познатата туристичка крајбрежна област на југот на Австралија во државата Викторија. За среќа нема загинати ниту повредени, изјавуваат од службата за вонредни состојби во Австралија. Стотици пожарникари се борат со огнената стихија која го зафати шумскиот појас во градчињата Вај Ривер и Сеперейшен Крик, кој според австралиските власти е предизвикана од удар на гром. Руското Министерство за животна средина го крена алармот со најновите податоци кои покажуваат дека државата се загрева за 2,5 пати побрзо од глобалниот планетарен тренд за затоплување, што може да доведе до катастрофални последици за животинскиот и растителниот свет, но и за здравјето и безбедноста на граѓаните во Русија. Во Русија изминатите години имаше катастрофални поплави, шумски пожари и голема суша во неколку региони, особено кај Бајкалското езеро кој има рекордно ниско ниво на вода. Зачудува што Министерството излезе со алармантни пораки кога рускиот претседател Владимир Путин ретко разговара на тема глобално затоплување и нема голема волја да се превземат сериозни чекори во намалување на загадувањето. Атлетската федерација на Македонија ги прогласи Ристе Панде во машка и Фросина Ристеска во женска конкуренција како најуспешни македонски атлетичари за оваа година. Со постигнатите резултати како и настапот на првите европски игри во Баку, Пандев и Ристеска заслужено ги понесоа признанијата за најдобри атлетичари на Македонија за 2015-тата. Признанија за најдобри во младинска конкуренција добија Александар Танески и Дрита Исмаили, а за најуспешни помлади младинци беа прогласени Мартина Мироска и Никола Стојановски. За најдобри тренери признанија добија Ване Стојанов, Филип Колевски и Владко Давидков, додека Зоран Михајлов, Ристо Трајковски и Митре Кичевски се добитници на награда за животно дело. Ова е се во првото информативно издание. Повеќе за денешните настани гледајте во Дневникот во 16:30. До тогаш пријатен ден.